Пред година и пол, 74% од граѓаните на нашата земја биле загрижени за опстанокот на државата. Денес, 80% од нашите граѓани се преокупирани пред се со економските и социјалните проблеми. Некои политички аналитичари би рекле, тоа е лош знак за владата. Може би е лош за владата, меѓутоа е добар знак за државата. Тоа е доказ дека Македонија е повторно нормална држава. Надежите и очекувањата на македонските граѓани дека новата 2003 година ќе донесе помирни политички и економски состојби во државата не се остварија. Настаните од бурната 2001 и пресвртната 2002 година и нивните општествени трагови се уште силно се чувствуваат во политичкиот и секојдневниот живот на Македонија. 2003 година беше уште на почетокот, во првите неколку месеци година во која што практично сите граѓани сватија дека ветувањата на Бранко Црвенковски нема да бидат остварени, дека тој всушност нема намера да ги оствари оние ветувања кои што ги даваше за време на изборите, особено она крупното ветување дека ќе вработи по еден член на секое семејство и слични на тие големи ветувања. И како резултат на тоа почна еден период на апатичност, една период на умртвеност. Владата на СДСМ, ДУИ и ЛДП ги трошеше своите 100 дена од формирањето. Сите ги паметеа предизборните ветувања за поголеми вработувања, за бројните општествени и економски реформи, за подобриот и поперспективен живот. Сепак, ништо не одеше во таа насока. Беа очекувањата на граѓаните после 2002 година дека ќе се случат некои позитивни процеси во државата. Дефинитивно Македонија ќе чекори многу побрзо напред, ќе фатиме чекор со државите кои што беа и пред тоа зад нас, веќе се движеа напред, но во суштина ништо не се менуваше. Реконструкцијата на владата и смената на Петар Гошев од местото на министер за финансии само ја потврди тезата дека актуелната власт немаше доволно јасен концепт како да се справи со бројните економски проблеми во државата. Ако ние успеевме како држава 3 години барем да бидеме дисциплинирани во сферата на фискалната политика, ние денеска ќе имавме флуктуирачки курс и тие нема да се грижеа за курсот. Тука ќе оставија ние да водиме сосема слободно. Факт е дека владата во многу ситуации оставаше впечаток на нерешителност, на спорост, на бавност, на неподготвеност да се преземат ризици. За наследник на Петар Гошев на местото министер за финансии беше поставен Никола Поповски од СДСМ. Штедењето како генерална опција останува за буџетот на Република Македонија, меѓутоа кога еднаш веќе ќе се донесе буџетот и ќе се одвоа средства за нешто, нема не потребно повтор пат да ги штедиме, тие ќе ги враќаме таму за намените за кои се тие определени. 2003 година беше година кога веќе војните дејствија беа скоро заменати. И имаше услови за многу повисок економски раст. За жал, растот беше низок во таа година. СДСМ се врати назад на власт, но ги донесе сите стари структури. Нов министер за економија ќе биде Стефче Акимовски од листата на Либерално-демократската партија, досегашен градоначалник на општина Карпош. Нов министер за транспорт и врски ќе биде Агром Буџаку од листата на ДУИ, досегашен подпредседател на собранието, и нов министер за правда ќе биде Иџет Мемети од листата на ДУИ, исто така досегашен судија на Уставниот суд. Разговарајќи со некои луѓе што тогаш биле во владата,
ми кажуваат дека се случувало да имаат доста често седници на влада, доаѓа седница на влада, нема точки за дневен ред и не може да состава дневен ред. И пред седницата почнуваат ургенции од кабинетот на премиерот до кабинетите на неколку министри, ало дај пуштите некоја информација, нешто да има, за да составиме денешен ден, утре имаме влада, да составиме дневен ред, ќе биде само тако, нема ни една точка. Не само што бираме нов партиски лидер, туку бираме нов премиер кој треба да понуди нов економски концепт за излез од оваа ситуација во која тонеме на дневна основа. Опозицијската ВМРО ДПМН го одржа својот 12-ти конгрес. Неприкосновениот лидер Љупчо Ѓоргиевски решава да замине. Од понудените кандидати за председател на партијата Никола Груевски и Маријан Ѓорчев, делегатите на Конгресот со огромно мнозинство го избраа Груевски за нов лидер на партијата. Да помогнеме на државата во секој поглед во кој што може да се помогне како опозиција, затоа што нам не е битна и важна партијата, но уште поважна ни е Македонија. Резултатот ме изненади, реален да бидам и во секој случај му честитам на господинот Никола Груевски, му пожелувам успех во неговата работа и се надевам дека добро ќе ја води ВМРО ДПМН. Она што можете да го очекувате додека сме во опозиција, да има една коректна, но силна опозиција. Груевски и претходно ги имаше симпатиите не само помеѓу членовите на партијата, туку и на македонската јавност со непроблематичното воведување на данокот на додадена вредност во државата. На овој начин, ВМРО ДПМН директно покажа дека е партија која сака и е способна да ги придобие симпатиите и на она гласачко тело во Македонија, кое традиционално не е наклонето кон десната политичка опција. Се е поврзано со економијата, директно или индиректно. Ако ја зајакнеме нашата моќ како држава, ние ќе успееме во сите области. Никола Груевски беше поставен пред вистински предизвик, да ја постави партијата на здрави основи и да ги создаде условите за брзо враќање на ВМРО ДПМН на власт. Првите работи што ги направив беше внатрешна реорганизација на партијата, признавање на нашите грешки од минатото, анализа на тие грешки за да не се повторат, фокус внатре во партијата, барање на нови луѓе, давање на функции на луѓе кои што дотогаш ги немаа, анализа на грешките на некои луѓе кои што загубија функции, објаснување на нив зошто ги загубија функциите во партијата, интервјуа со стотици и стотици членови на партијата, за да лично ги видам нивните афинитети и капацитети, носење на нови луѓе во партијата, комплетно нови луѓе. Некои од нив биле членови, но тотално пасивни и никој не ги знаел. Некои од нив и не биле членови, се зачленија тогаш. Привлекување на многу квалитетен кадар во ВМРО ДПМН, кој што се покажа во подоснежните години, беше и денеска е главниот стожер на партијата и носење на промените во државата. Промената на лидерот во најголемата опозицијска партија во Македонија представуваше јасен показател за развојот на демократските принципи во политичкиот живот на Македонија. За многумина, тоа беше ново раѓање на ВМРО ДПМН и најзначаен настан во 2003 година. На 13 април 2003 година, Тоше Проески победи на првата Беовизија. Тоше на Беовизија настапи со песната Чија си, која на крајот имаше вкупно 75 поени, што беше дури за 29 гласа повеќе од второпласираната композиција. Значењето на победата на Тоше беше голема пресвртница и значаен момент во неговата кариера, особено поради тоа што на фестивалот настапија мощне популарни екс-југословенски ѕвезди.
Власта во 2003-та започна неколку големи судски процеси против поранешните функционери на ВМРО ДПМНЕ. Во тоа време започна прогонот или хајката на сите луѓе што соработувале со Лјупчо Ѓорѓевски. Тогаш околу прогонот или борбата против организираната криминал корупцијата, таа наводна борба се искористи за политичка пресметка со политичките противници. Апсењата и процесите против директорот на Експорт-импорт банка Методи Смиленски, против директорот на Фондот за здравство Војо Михајловски и директорот на електростопанство Ламбе Арнаудов, во голема мера беа проткајани со доза на реваншизам кон поранешната раководна структура. Во отсуство на реформи, владата се фокусираше главно на реваншизам кон претходната власт и кон поединци од претходната власт. Јас се сеќавам во Министерство за финансии и во таа и во наредните 2-3 години 15 пати дојдоа контроли да го проверат моето работење. Ја разбирам да дојде еднаш, ајде и 2 пати, да не пропуштиле нешто. А 15 пати да дојдат и ги проверуваат истите работи, тоа покажува дека луѓето доаѓаат со тенденција да најдат нешто и да се занимаваат само со тоа. Тогаш се одвиваше слично како по еден приречник што го имал Сталин, како да ги елиминира луѓе да ги трга од политичката сцена. Значи прво ќе објавија во некој од дневниот печат дека некој се го бара полицијата, али го нема. Значи јавно по терен се распишува, по неколку дена ќе објавија дека е пронадена фатена кривична пријава, спектакуларни апсења, значи тогаш тоа прв пат се промовира на тој начин да се пресметуваат со условно кажано со носителите на криминал, значи никој не е против тоа да бидат апсени тие што ја злоупотребиле довербата на граѓаните. Тој процес започна на политичка пресметка со злоупотреба на полицијата, на обвинителството, на судот. На 13 октомври 2003 година, вниманието на пошироката македонска јавност го привлече убиството на поранешниот припадник на елитната единица Лавови, Диме Ицковски поштарот. Од затвор избегал на правдина, за Македонија се борел. У ратиште бил. Он герой бил за Македонија. Дајте ме на едно наше дете да спасимо. Инаку нема да загине, сигурни бидете. Ние сме позади него, ни случајно. Не него, знаме него. Леле. Жителите на Булачани тврдат дека поштарот веќе 2 години се занимава со продавање дрва и живее во селото, дека нема намера да бега оттаму, но и дека ќе го заштита доколку повторно има обид за негово апсење. Полиција не може да припери Булачани. Каде е поштарот? Моментално не знам кај е поштарот, мислам и да знам, нема да ви кажам. Оние што застанаа против апсењето на поштарот денеска се обидува да го достават барањето за амнестија до некој од надлежните во собранието. Меѓутоа одговорот од внатре беше дека тие се зафатени денеска со изборот на новиот претседател. 150 души, нити 300, нити 5000 да се соберете, не можете да измените вака со собирање судската пресуда. Мислам дека заслужува помилување затоа што човекот е многу изменет. Имаше период тогаш дали самиот или со друштво прави тие грешки ги направи. Предните грешки он како што и самиот кажа не вега. Во акцијата на полицијата изведена во скопската населба Карпош 1, поранешниот бранител беше смртно погоден. Виден е сам, се приближил до девојчињата на клупата, се обидел да направи краток разговор. Пошто се оддалечил на левата страна од зградата, кога му е викнато стој, не се огласил, се врти, го вади пиштолот од појас, повторно му се обраќаат со наредба за да застане, и то со име. Не застанува и почнува понатам, мислам, исполкува во тој правец, тогаш почнува пристрелката. Обидот на власта да воведе ред во играта некако падна во вода со аферата Рамстор и со матните задкулисни игри околу Македонија Табак. Проценки дека низ оваа компанија на нелегален начин се заработени над 3 милиарди евра и сите се сливаа во приватни џепови, не како што правеше Џукановиќ, дел од тие пари да ги намене за санирање на социјалните состојби во Црна Гора.
Овде беше закажено собир на сите узурпирани предпријатија од тутунската индустрија од нелегалната трансформација на капитал што е направена од Степче Коцевски и останатите. Како што знаете сите дека има формирано едно 10 фирми, последна е некоја СМТ, али на крај целиот капитал е вратен и се движи во табак осигурање. Да спречиме да и понатаму оние што криминално ни го одзедува капиталот да повторно располагаат со него и ни прават штети големи во однос на комбинатот. Тука имаше врска Бранко Црвенковски, Мило Џукановиќ и ова компанија што учествуваше во практично спроведување на идејата за бизнис со цигари. Беше познато дека се носеа пари од Црна Гора со хеликоптери и на друг начин. Од тој бизнис профитираа поединци, а не државата. Подосна недостатокот на инвестиции се обидува да го заменат со тоа што донесува еден инвеститор на кој што му продадува земјиште по символична цена во 4 очи. Тоа беше земјиштето каде што подосна се изгради Рамстор. Со што уште толку се дозакопа, бидејќи луѓето сватија дека тоа е земјиште кое што прво не треба се продаде на таков начин во 4 очи без јавен тендер, второ се продаде за символична сума, така што сакајќи да покажат дека сепак доаѓаат некои инвеститори, тие уште толку се дозакопаа дека не само што немаат инвеститори, туку и тој што дојде со него во 4 очи се договориле некакви работи нетранспарентно и по многу ниска цена и на некој начин на штета на државата. Покрај двете најголеми и традиционално ривалски партии СДСМ, ВМРО, ДПМН, некако очекувано се појави и коалицијата од неколку помали партии, кои настојуваа да се представат на јавноста како партии од така наречениот трет пат. Тоа беше коалиција на Демократскиот сојуз, Демократската алтернатива и Социјалистичката партија. На сцена во Република Македонија е присутен урбан тероризам. Граѓаните не се чувствуваат безбедно во својата држава, а ја многу добро знаете дека раселените лица и натаму живеат во прифатни центри, така да досега владата на господинот Бранко Црвенковски или владата на СДСМ, на ДУИ и ЛДП не обезбеди ниту безбедни, ниту економски услови за враќање на раселените лица. Владата на господинот Бранко Црвенковски, согласно нивната изборна програма, најавуваше и требаше да веќе презентира национална стратегија за совладување на проблемите со невработеноста. Ние таква стратегија, таква програма во првите 100 дена не видовме. Целокупниот терет за полнење на буџетот, потенцирам, за полнење на буџетот како цел сама за себе, без никаква развојна компонента во истиот, паѓа на терет на најсиромашниот слој на населението, а Коалицијата за Македонија, сите се сеќаваме, најавуваше помпезно борба против сиромаштијата. Со ваквите мерки, јазот помеѓу богатите и сиромашните уште повеќе се зголемува и ќе се зголеми. Ваквата идеја, односно коалиција, повеќе имаше прагматичка цел. Јас бев носител на таа идеја со предводена од Васето Пулски, Социјалистичка партија, дојда и некои други партии и промовиравме современ начин на политичко действување, поинаков од тоа што го практикуваше ВМРО, ДПМН и СДСМ. Добивме голема поддршка, анкетите во тоа време покажуваа се поизразена поддршка од граѓаните, но за жал во 2005 година, непосредно пред локалните избори, не профункционира третиот пат и практично идејата за трета опција тогаш дефинитивно пропадна во Република Македонија. Во 2003-та во албанскиот политички блок е прилично бурна. ДУИ е најсилната политичка партија на албанците во Македонија. Ова е година кога започнува конечниот распад на партијата за демократски просперитет, првата позначена албанска партија од осамостојувањето на Македонија. На одржаниот конгрес на ПДП во мај 2003-та, на местото на дотогашниот лидер Абдурахман Алити, дојде Абдул Менав Беџети. ПДП се најде погодена по појавувањето на ДУИ многу, затоа што голем број на
видни луѓе на таа партија се приклучија на Демократската унија за интеграција и затоа почна од таму тонењето на ПДП. Македонските граѓани можеа да изберат дали нивниот нов пасош да биде двојазичен. Ова представуваше своевиден компромис на владеачката ДУИ и еден вид преоден чекор во изнаоѓање на конечното решавање за употребата на албанскиот јазик. Македонската јавност беше зачудена од идејата и изјавата на Љупчо Ѓоргиевски за, според него, неизбежното прекројување на државните граници и размената на територии. Во овој многовековни период, многу премрежија македонскиот народ доживувал, многу миграции и емиграции економски и воени. И никој досега не се осудил нити да менува територија, ниту пак да предизвикува разни инсинуации во однос на распродажба на македонската територија. Треба да се размислува за тоа како да се изгради таа коезија. Господинот Ѓоргиевски вели дека е невозможно тоа да се изгради. Јас исто така имам сомнежи. Политичката историја покажува дека сите мултиетнички држави се растурени во историјата. Немате ниеден принцип на етничка држава која се растурена. Од тој бивши Советски сојуз, Југославија, Аустро-Унгарска и други се не можат да надживеат на политичките процеси. Тоа што барате протекторат за Македонија е случајно со тезата на Ѓоргиевски за поделба, територијална поделба на Македонија? Ние имаме наша болка, ние имаме наш проблем. Сигурно Ѓоргиевски има свој... се поклопуваат Не, тезите? сигурно Ѓоргиевски има свој проблем. Нашиот проблем, ние цело време зборуваме за проблемот на луѓето што ние ги представуваме, а тие се албанците. Господин Ѓоргиевски зборува за проблемот на луѓето што тој ги представува, тие се македонци. Но крајниот исход е тој. Нема никакво. Не се уклопува за тоа што, да ви кажувам, тоа што се нуди, тоа територија е смешна работа. Смешна работа. Ваквите ставови на Ѓоргиевски, како и ставот на Арбен Џафери за прогласување на Македонија за протекторат, наидоа на отворено неприфаќање како од македонските, така и од албанските политички фактори. И подигањето на ѕидови околу нас не го помага овој процес, меѓутоа само ги дели двете заедници. Сепак сметам дека господинот Ѓоргиевски малку го променил тонот од времето кога во 90-тите говореше за гасни комори против албанците, за албанците, сега зборува само за потребата од поделба на територии. Наш интерес треба да биде интеграција, а не поделба. Македонија е една територија, една единствена, унитарна држава и како таква треба да се интегрира и во Европа и во евроатлантските структури, а не да се зборува за поделба. Че неме дигнитета интегрохами на Европа. На господинот Ѓоргиевски му честитам на смелоста. Тој представува одредена провиненција. Лично ми е познато дека во главите на многу луѓе тоа постои, тоа екзистира. Тоа впрочем беше изванично обединето со непостојниот во наводници документ на Академијата на науките. Јас уште еднаш му упатувам честитки. Бројните инциденти на косовската граница, изјавите и делувањето на командант Чакала, апсењето на Дилавер Бојко, загинувањето на полските мировници во атарот на селото Сопот, случаите во Брест и во Арачиново, само потврдуваа дека во Македонија се уште не постојат услови за целосна контрола на безбедносната ситуација. Поставивме ултиматум до вторник на вечер. Ако не, Советот за безбедност на Република Македонија не даде одговорност, ние ќе се собереме и ќе одлучиме за другите чекори што ќе ги преземаме. Mi smo bili ovde. Каде? Тука, kod Duvarca. Добро. I smo čuli pukanje. I potom prašina od dedena kod portama, viš.
И ми трчамо одма и видимо дека има несреќата. Били се луѓе по земјама, вако. Имаше 2 цивили, еден баба, еден жена беше тој. Според мештаните од Сопот и Сушева, на ова подрачје никогаш не било вршено деминирање, дури ни во времето на кризата. Овде никогаш не биле поставувани мини. Вчера непосредно, пред експлозијата што се случила со джипот на НАТО, овде поминала полициска патрола. Кој ја поставил експлозивната направа и кому му била наменета? Жителите на двете села со различни мислења. Тоа е било поставено на наши луѓе. На наши пострадал. Да се они поставиле, да се имале намеру, ќе постави под Сопот, ама ние ќе пострадал таму. А овде е наш народ, ми овде живееме наши луѓе до Владинско. Наравно, помагали, работи, ви најче ридов. Не верувам да селјаци овој ради. Кој мислите дека го направи? Тоа е сигурно, тоа е службено лице некој. Јер селак не може тоа да со смине да се не зна со пиштолј камо ти со смине. Ќе мора во најкраток можен род да може да се вклучат резервисти, војници од овие простори кои што подобро ги знаат приликите, ги познаат луѓето за да не дојде во ситуација заради неразбирање, заради непознавање на луѓето кои што живеат овде, да дојде до некој инцидент. На прв поглед, изгледаше дека албанците во Македонија почнуваат да се оддалечуваат од своите западни поддржувачи и сојузници, но тоа беше далеку од вистината. Имено, бројните инциденти покажуваа нешто сосема друго. Покажуваа процес на ладење на состојбата. Процес кој секогаш е придружен со инциденти, предизвикани од незадоволниците со новонастанатата состојба. Инциденти ќе има. И никој не може да гарантира дека нема да се случуваат. Но она што мора да се направи и што верувам дека ќе се направи е да не се отстапи од генералниот курс, очите на целиот регион да бидат свртени кон европеизација на Балканот и на овие земји и конечно да се биде бескомпромисен во битката против организираниот криминал, криминалното поземје, екстремизмот, без разлика од која страна и со кои намери доаѓа. Владата реши да донесе одлука за распуштање на лавовите, елитна единица за брза интервенција. Ќе поднесеме кривична пријава против министерот за нарушување на човечките права. На минус 30 степени на позиции, вршеа ризици по своите животи, вршеа задачи за одбраната на нашата земја. Повторно, значи за одбраната на суверенитетот и интегритетот на Република Македонија. И сега тие околу 1000 млади луѓе треба да се фрлат на улица, без работа, без никакви образложенија. Додека во исто време, преку разни рециклажи, социјални и не ти знам какви програми, припадниците на УЧК се примаат во Министерството за внатрешни работи, облекуваат униформа која лани ја напаѓа и која лани убива луѓе во таа униформа. Врз основа на вчерашната одлука на владата, мислам дека припадниците на единицата за брзи интервенции лавови добија една фер понуда од страна на владата на Република Македонија за решавање на нивното прашање и статус и тие оваа понуда треба да искористат. Значи имаше потреба во полицијата да се формира единица која од поголем број, поголем обем, која ќе може да се спротистави успешно на терен на сите предизвици. Затоа беше формирана единица за брзи интервенции, имаше распишан оглас, од постојниот полициски кадар се земаа луѓе од полицијата, од СЗ Тигар, од армијата и се регрутираше дел од резервниот состав. Мораме да зборуваме многу отворено и искрено. Че голем дел од припадниците на лавови во полициски единици вклучија при крајот на конфликтот и дел од нив не учествува во воените операции, воено-полиските операции.
Но беше голема храброст во тоа време, бидејќи не се знаеше исходот каков ќе биде, дали ќе продолжи конфликтот или не. Значи беше голема храброст да се вклучите во воено-полициски единици кои што без некоја подолга подготовка може да бидат и некои беа вклучувани во војни активности. Неодговорно тврдам сега, после толку години, дека единицата беше составена стрикно од професионалци. Како во секој конфликт, како во секој имаш инциденти кои беа санкционирани, беа бркани луѓе, беа поведувани постапки према тие луѓе што има, но посериозни инциденти, за да нас се наруши законот на луѓе, немало. Во ноември и декември е спроведена акција за прибирање на нелегалното оружје на територијата на Македонија. Би сакал да го повикам целокупното граѓанско општество да размисли за понудата на ова влада, која вие самите ја избравте, да ја помогнете во следниот чекор кон подобра и побезбедна иднина. Ова е вистинскиот момент за ослободување од заканата на нелегалното и легалното оружје. И искрено верувам дека ќе се собере барем еден минимален број од некои 10% од оно оружје кој што реално постои, а понатаму ова ќе биде веројатно долг процес, меѓутоа добро е што на ваков еден хуманитарен начин започнува. Ние очекуваме последните 10 дена дека ќе има поголемо носење прилив на оружје, бидејќи како причини се наведуваат малку и рамазанските пости, што се моментално овие денови. А исто така и населението се надгледуваат меѓу себе, па чекаат последните денови, кога веќе ќе заврши акцијата. Апелирам до граѓаните нека го послушаат сопствениот разум, бидејќи оваа акција не само што е хумана, оваа акција придонесува и за сопствената среќа и за сопствениот развој, како што придонесува и за општествениот развој. Почина веќе да се одзиваат на позивот за предавање на нелегалното оружје кој што го поседуваат, муницијата и распрскувачките материјали. Сите се на своите пунктове, односно собирни места за собирање на оружје, така да проблеми досега немаме. Имаше некакви резултати, повеќе граѓаните го легализираат тоа што го има нелегално оружјето, да може да го легално да го чуваат. Знае дека имавме претходни разоружување на УЧК, тоа оружје што сметаат дека не е потребно, го предадува, дел од тоа што беше модерно, веројатно го складира, го конзервира, и затоа се ги излегуваат на повеќе места, се пронаоѓа оружје кое е складирано. Че тоа е во целина таа операција доби силна поддршка и медиумска од меѓународните фактори, но резултатите беа минимални и проценките се дека огромни количини на нелегално оружје натаму поседуваат граѓаните. Тоа сигурно дека може во заострени безбедносни состојби повторно да се злоупотребува. Иако собраната количина на оружје беше релативно мала, сепак акцијата имаше голем ефект пред меѓународниот фактор, кој будно ја наблюдуваше работата на владата во тој постконфликтен период. Јавно да ги повикаме сите свесни луѓе, да секој свесен човек да си ја предаде оружјето, пошто е корисно за нашата држава, за нашата Македонија. Да бидеме слободни. За враќањето на неговата добро сочувана пушка, производство на црвена застава Чаргуевац, тој символично со една книга беше награден од страна на председателот на Општинската комисија за разоружување, градоначалникот на Лабуништа Јакуп Ќазимовски. Во 2003-та, конечно беа објавени резултатите од пописот од 2002 година. Во Македонија живеат 2.022.547 жители. Од нив, 64,18% се етнички македонци, а 25,17% се етнички албанци. Македонија во регионот е една од ретките земји што е демократска придобивка која им дозволува на граѓаните да ја изразат на пописот и етничката припадност.
што не е случај во соседството, бидејќи најчесто во соседството се вели дека Грција, Албанија, Бугарија, дека пописот е техничка операција, дека пописите се спроведуваат за да направите проекција за образование, здравство, социјална заштита, економија, а не за да се пребројувате, но во случајот на Македонија тоа не е така. Значи, очигледно беше дека на пописот ќе се трага и по најновата бројка на етничките припадници и дека тоа ќе биде важен фактор при креирањето на новата територијална карта. Пописот е премногу сериозна работа за да биде ставен во дневно-политичка и партиска машинерија и возвраќаат СДСМ и ДУИ на обвинувањата на опозиционата ВМРО-ДПМН дека се фризираат пописните резултати во корист на зголемување на процентуалното учество на албанците во Македонија. Ако некој нешто овдека фризира, тој е ВМРО-ДПМН. Кој е фризира, тој шминка својата работа, односно не работа, во отсуство на собствена реална политичка платформа, стратегија и визија пред собственото членство и јавноста на Република Македонија. Сум разочаран од вакви изјави и од ваков стил на политика кој би го прикажал како албанците во гасни комори, ние во Флорида, а македонскиот народ на улица и без работа. ВМРО-ДПМН заборава дека пописот беше организиран, си спроведен од страна на Државната пописна комисија, именувана за време на нивниот мандат во соработка со Државниот завод за статистика. Апсурдно е да се вели дека како ние по етнички линии сега албанци од ДУИ можеме да вршиме притисок и да ги натераме СДСМ да прифатат нешто во штета на македонците како да се СДСМ кинези. Граѓаните на Република Македонија, кои поради постоечките тензии се уште не беа излезени од шокот од 2001-та, секој избегнување на евентуален вооружен конфликт го оценуваа како политички успех. Во вакви услови, владата успеа да спроведе неколку непопуларни чекори, кои во основа беа дел од натрекоалицискиот договор помеѓу СДСМ и ДУИ. Како резултат на ова, владата го легализира Тетовскиот универзитет во Мала Речица. Дали владата изготви издржливо решение за Тетовскиот универзитет? Ја мислам дека тоа време се направи добар чекор со само тоа што се најде сила и можност за легализација на тој универзитет. Барање кој што албанците, како што кажав, беше оддалечена до 94-та и конечно дојде време. Со овој чин се изврши комплетна сегрегација на образовниот процес во високото образование во Република Македонија. Измените на Законот за високо образование, со кој се предвидуваше формирање на државен универзитет на албански наставен јазик, за прв пат ги обедини универзитетите во Македонија. Самиот универзитет располага со стручни кадри донесени од Приштина, најсовремени технички помагала и учебници. Председателот на Америка Реган, кога дојде за председател на Америка, во првиот говор рече: Америка не е толку богата да има етнички факултети. Навистина сметам дека е малце поголем луксус за државата на растојание од 2 километри да отвара два универзитет. Не треба да се поставува дилемата. Дали е подобро да продуцираме кадри со висок квалитет или е поважно да се мултиплицираат образовните центри по секоја цена и да се трошат лимитираните финансиски средства во создавањето на институции кои не можат да ги следаат прогресивните трендови. Нас не загрозува ни еден универзитет, не само овој третиот универзитет, меѓутоа има можност дека во иднина да поради тоа што имamo слични факултети во одредена близина, поради тоа што и на албански таму и таму се предава, можно е да дојде до одредена конкуренција. Стануваше сосема јасно дека целиот комплексен проект на комесарот Макс ван дер Штул за образовно интегрирање на македонците и албанците преку веќе постоечкиот универзитет на Југоисточна Европа во Тетово беше доведен под знак прашање. Таа година се сеќавам дека имаше и долга и дебата во парламентот за признавање на
Тетовскиот универзитет, за кој што имаше многу процедурални пропусти во подготовката на таа документација, на што ние укажавме. 20-часовна собраниска дебата да го биде или не Тетовскиот универзитет. Илустрација од ноќната собраниска атмосфера. Да ви биде јасно, не дека само студентите, него сите албанци на Република Македонија беа на страна на УЧК. Тоа да ви биде многу јасно, дека вие го доведовте Македонија во таа состојба за да можат албанците да се вооружуваат, да се спротивставуваат на еден ригиден режим во Република Македонија. Вечерва дознавме дека практично сме ставени во ситуација или да го прифатиме ова, или да одиме во војна. И ние бевме против затоа што верувавме дека е подобро тоа прашање да се реши преку припојување кон веќе добро етаблираниот Штувов универзитет, кој што некаде во, ако не се лажам, во 2002 година почна успешно да работи, кој што веќе имаше изградено капацитети, имаше изградено имидж и кредибилитет. Дали беше најден добриот модел? Мислам дека не. Можеше да биде уште подобар. Ситуацијата со идејата за нова територијална реорганизација на Македонија беше уште посериозна. Имено, согласно Охридскиот договор, во единиците на локалната самоуправа, каде живее над 20% од немакедонско население, покрај македонскиот, службен јазик ќе биде јазикот на таа заедница. Се случува и со новата децентрализација намалување на процентот на македонци затоа што околни албански села, албански општини се препојуваат кон Тетово, така што процентот на македонци ќе опадне од 28 на 23%. Ова беше познато и всушност никој не се загрижуваше. Предизвиците се појавија оној момент кога во јавноста излегува предлог решенијата за границите на единиците на локалната самоуправа. Стана јасно дека со новиот закон се сака да се зголеми бројот на општините во кои и албанскиот покрај македонскиот ќе биде јазик во службена употреба. Во рамковниот договор една од главните теми, посочувани теми, беше исто така потребата од децентрализација, но тамо се напиша дека и треба да се преиспита постојната територијална рамка. Значи во рамковниот не пишува дека треба да се намали бројот на општините, туку да се преиспита територијалната рамка. Зошто? Од аспект на зголемените надлежности во рамковниот договор за општините, кои пак преку амандман стана и составен дел на Уставот. Проблематичноста на предложените решенија, како и реакцијата на јавноста, придонесоа и председателот на Република Македонија Борис Трајковски во своето новогодишно обраќање во Собранието, жестоко да ги нападне предложените решенија, но и однесувањето на владината коалиција. Конституирањето на новите општини треба да се подпира врз перспективите за просперитет, а не врз етнички предрасуди или партиски комбинаторики. Со децентрализацијата, власта вистински да им се приближи на граѓаните и да не се повтори да имаат чувство дека некој друг сега во некој општински центар одлучува за нивните приоритети во комуналното живење. Се разбира, ова се однесуваше и на градот Скопје. Всушност, примерот со вештачката промена на границите на постоечките општини во Скопје најдобро го покажуваше чистиот политички аспект на овој владин закон. Со обично прекројување на границите, општина Центар, традиционално етнички мешана заедница, исто како и општина Чаир, наеднаш стануваа етнички чисти општини. Значи, новата територијална поделба произлезе од Охридскиот договор и прекројувањето на границите требаше да се случи. Дали доминираше етничкиот принцип и критериум? Мислам да, дека доминираше. И границите се кроеја по таа логика. Делот од територијата на општина Центар, каде што е доминантно албанското население, по механички пат се префрла во општина Чаир, а од нејзина територија се исфрла населението кое е етничко македонско, и тоа се припојува кон новоформираната општина Бутел. Истовремено,
Со цел и во градот Скопје албанскиот да стане јазик во службена употреба, му се додава и општината Сарај. Остана незадоволни, мислам, на крај и едните и другите со решенијата кои беа донесени. И денеска има расправи во однос на тоа дали границите се добри или не се добри на тие општини. Дали некои општини може да опстојат или не може. Ја мислам дека како што поминуваат годините, ќе се покаже дека треба да се направи повторно нова територијална поделба, треба некои општини и дури да се укинат, затоа што не можат да опстојат. Едноставно кажано, без воопшто да се води сметка за економските, социјалните и културните аспекти, преку механичко прекројување на старите општински граници, се сакаше да се задоволат политичките интереси на ДУИ. Реакциите во јавноста, но и кај опозиционите партии сосема нормално беа жестоки. Дополнително ќе се зајакне мокта на локалните власти, гледано од позиција на албанската страна. И сето тоа не би било толку трагично доколку во оваа држава и особено во овој крај се споведува правната држава, така што и македонците го почувствуваат. А меѓутоа овдека нема споведување на правната држава. Во прашање беше и владиното мнозинство во собранието, бидејќи еден дел од пратениците на СДСМ, посебно тие од Западна Македонија, одбиваа да го поддржат законот. 24 општини во Македонија најавија референдумско изјаснување, нешто што тогашниот министер за локална самоуправа Александар Гештаковски целосно го игнорираше. 30-тина, ми се чини 31 општина, сами си организираа референдуми и резултатот од референдумот беше дека тие сакаат да останат општини. Значи, дека се против територијалната промена која што нудеше од 123 редуцирање некаде, значи минус 39 општини, 84 плюс Скопје, сега поделено на 10, а претходно беше поделено на 7 општини. Значи, тоа беше првиот знак дека нешто не е во ред со предлогот. На надворешен политички план во 2003-та, Македонија е поставена пред една не многу пријатна одлука. Македонија го прифаќа барањето на Соединетите Американски држави нивните граѓани да се изземат од јурисдикцијата на Меѓународниот кривичен суд. Европската унија покажа големо несогласување со македонската одлука. Нашата определба е дека доколку се ратификува тој договор, а во меѓувреме настанат нови односи помеѓу Република Македонија и Европската унија, тоа значи дека бидеме поканети на разговори за членство и дека тоа е еден од условите за членство. Во моментот кога ќе дојдеме пред за членување, ние ќе го поништиме тој договор. Тоа бар за мене е совршено јасно дека треба да биде така. Како продолжение на ова, Македонија дава целосна поддршка на САД во мисијата во Ирак и испраќа свој контингент војници кои учествуваат во војните акции во Ирак. Имајќи го во предвид фактот дека Република Македонија е мала држава. Можеби некои сметаат дека поради тоа што сме мала држава, армијата на Република Македонија не може да ги достигне на високите меѓународни стандарди и да биде рамо до рамо со припадниците на армиите на поголемите и побогати земји. Горд сум што ќе го водам овој контингент во една ваква историска мисија за државата. Од една страна, од друга страна, ова ќе биде операционализација на сите оние идеи и заложби за влегување на Република Македонија во НАТО. Ова ќе биде можност да покажеме што знаеме, што умееме. Ова е значи практичниот дел од определбата на Република Македонија за поддршка на коалицијата за антитероризам, што е и ние како припадници и професионалци на овој занат ќе се трудиме во максимум да Македонија представиме во најубавото светло. За ваш среќен пат, за среќа и радост на вашите најблиски, со желби да ни се вратите здрави и живи, со желба да се вратите со нови искуства, тие искуства да ги пренесете на вашите колеги. Ваквата одлука на македонската држава во голема мера може да му се препише на претседателот Борис Трајковски, кој максимално се залагаше македонската армија да се вклучи во воените дејства во Ирак. Низ целата земја се одржуваат бројни манифестации со кои се оддава почит кон великаните на илинденскиот период и нивната саможртва за слободата на Македонија.
Централната манифестација се одржува на Мечкин камен во Крушево, на која говори председателот Борис Трајковски. За одбележување се зборовите на председателот Трајковски искажани по тој повод. Осврнувајќи се на проблемот со Република Грција околу уставното име на Република Македонија, тој јасно ја предупреди Европската Унија дека нејзините европски идеи нема да бидат реализирани, се додека и Македонија не биде примена во нејзините редови под своето уставно име. Истовремено, тој продолжи да ја игра улогата на гарант на Охридскиот договор. Во истиот говор, на истото место, тој за прв пат укажа на можноста од градење на македонски специфичен интеретнички модел. Модел кој произлегува од духот на Илинденското востание. Нешто кон кое треба да се стреми и Европа. Верската и етничка толеранција и социјалната справедливост. Овие три принципи, изразени во манифестот на Крушевската република од 1903, кога Балканот знаел само за монархии, геноцидни шовинизми и крајна социјална беда, представуваат позитивен цивилизацијски шок. Fatila slana